Почитувани, добар ден. Стартуваме со црвена линија. Завршува мерката гарантирана цена. Се очекува стампедо на цените. Само уште денеска граѓаните ќе можат да купуваат дел од прехранбените производи со замрзнати цени. Од утре ознаката гарантирани цени оди во историјата. Владата е категорична, нема да има продолжување на мерките, а од Министерството за економија велат проблемите ќе се решат со Законот за нефер трговски практики. Додека се чека законот, цените не чекаат. Туку како и секогаш кога ќе се одмрзнат, тие се покачуваат. Дополнително порастот на царинските давачки за дел од зеленчукот ќе ги вивне цените до облаци. Дали антикризните мерки го оправдаа нивното постоење? Тоа е она што ве прашуваме денес во црвена линија. Ги повикуваме и експертите да дадат совет. Дали е подобро да ги намалиме оброците или да ги прескокнеме? Секако имаме и уште едно прашање, тоа можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм, значи заследете не, црвена линија е нашиот профил и секако кликнете на Инстаграм стори. А таму се разбира прашањето гласи вака. Дали треба да продолжи мерката гарантирана цена? Да, не. Кликате на одговорот кој што е ваш, а резултатите во проценти ќе ги соопштиме по рекламите. Меѓу другото и ќе ве посетам, ако не следите и на социјалните медиуми, оваа дискусија може да се продолжи и по завршувањето на црвена линија, преку коментари и споделувања се разбира на профилот на Facebook црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Како и да е, во продолжение да го погледнеме прилогот на мојата колешка Симона, а потоа почнуваме со вас. Се разбира, со нетрпение очекуваме да ги слушнеме вашите коментари, но и одговори на нашите прашања. Гарантираната цена истекува на полнок. Рафтовите во маркетите делумно полни. Млекото и млечните производи, јајцата и белиот леб, час ги има, час ги снимува. Надписот кој 5 месеци стоеше до производите, а од утре ќе биде повлечен, причина граѓаните да стравуваат од ново поскапување. Што ми требаше не најдов. Пилешко, обично пиле некое свежо. Мислите ли дека од утре ќе поскапа цените? А не, тоа не размислам воопшто. Ако има, ќе има, ако не. Цените нивни се да ги одредат, па сега ние кој ќе јаде, кој нема да јаде. Па јас мислам дека не треба да се поскапи ништо, да останат цените какви што се. Доста е поскапување. Кој ќе им застане на патот на трговците да ги вивнат во плафон цените на основните производи. Инспекторите први најавија дека излегуваат на терен во обид да го запрат пред време енормното зголемување на цените на производите. Ние нема да го чекаме утрешниот ден, односно целосно завршување на одлуките, како и до сега во континуитет, така и денес излегуваме на терен и ќе извршиме надзори во сите големи маркети во Македонија и ќе постапуваме по сите закони за кои што сме надлежни. Додека граѓаните се во неизвестност со какви цени ќе се разбудат, Сојузот на стопански комори не очекува драстично зголемување. Од Институтот за економски истражувања и политики пак велат мерката на замрзнување на цените повеќе влијаеше врз побогатите, кои повеќе заштедија од оние кои едва имаат пари за основни производи. Најголем дел од производите чинам дека ќе останат тука со таа цена. Ќе има мала корекција на даден број на производи, каде што вистина се донесени во позиција да бидат непрофитабилни за самото работење на компаниите. Севкупно мерката беше ефективна од аспект на намалување на инфлацијата, каде што во август месец веќе ние имавме една алармантна состојба затоа што ние немавме трансмисија на глобалните цени. Владата воопшто не стравува од ескалација на слободниот пазар. Фер трговијата ќе ја брани со законот, кој пак и по помпезните најави се уште е заглавен во собранието. Сега малце да оставиме и на совеста на субјектите на надзор, односно нели на производителите и на трговците. Во очекување сме на донесување на системско решение на законот за забрана на нефер трговски практики, особено при нели во трговијата со земјоделски и прехранбени производи. Вице-премиерот Битики ги повика и Комисијата за заштита на конкурентноста и Сдруженијето за заштита на потрошувачи да реагираат доколку забележат енормно поскапување на производите. Министерството за економија пред неколку дена се изјасни дека мерките за гарантирана цена нема да продолжат. Гарантираните цени стапија на сила од 20 септември минатата година.
А сега да стартуваме онака како што и постојано правиме со Црвена линија, со вашето вклучување директно во ова издание на 023070005. Секако по вклучувањето веднаш намалете го целосно тонот на телевизорот за да се слушнеме подобро и секако ќе укажеме од технички аспект. Особено е важно да не се зборува ниту преку интерфон, односно спикерфон, со цел да нема повторување, да нема чувство дека некој друг зборува наместо вас, како и да е да биде квалитетно и да не се губат секундите кои што се 90 секогаш за секое излагање, туку целосно да се искористат за вашите одговори. Па да видиме дали антикризните мерки го правда нивното постоење. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Веќе сте во Црвена линија. Па така за темата. Така. Дали оправда еве антикризните мерки? Не оправда ништо. Не се осеќа тоа, бидејќи цените оди во еден маркет едни, оди во друг маркет други. Ако беа замрзнати, требаше да се знае за секој производ иста цена. А овие сега, како до вечер ќе бидат замрзнати и утре са бајле кои ќе станиме, ќе бидат одмрзнати. Тоа на што ве асоцира? Магазините се полни, ќе ги наредат само на полица, ќе ги сменат цените и цените се одмрзнале, цела ноќ ќе одмрзнувале. И сега еве според вас како е решение, да ги намалиме оброците или да ги прескокнеме? Па треба да се прескокнат, но требаше барем да почека од април месец, нели ќе земаме ние пензионерите 500 денари повеќе, па ќе немаше гајле. А сега малку овој месец треба да ги прескокниме. Дали тоа значи дека според вас треба да се продолжи мерката за гарантирана цена? Треба, ама не осетив ништо јас од таа гарантирана цена и така, како сакат така, ние ќе се снаоѓаме, падни стани, така. Големо благодарам што бевте и првата гледачка со која што го отворивме ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Еве, вие како граѓанин и потрошувач, дали ги почувствувавте бенефитите од оваа антикризна мерка за гарантирана цена? Дали јас сум од Карпушна линија или? Да, ве слушаме, еве, дали вие почувствувавте бенефит од оваа мерка? Добро, извините, ја мислам дека има уште еден пред мене, па затоа. Така, функционери не треба да ги затега многу овие одмрзнати цени, кој како сака ке удира по народ и така натаму. Без разлика дали е работник, дали е пензионер, дали е студент, они гледаат да го уништат до крај. Посебно оваа гарнитура сега, што е, ја не сум партиски определен, има 10 години, 15, ако не и повеќе. Меѓутоа, ова што го прават сега пред изборно, заслужуваат никогаш повеќе да не се заокружат они. И тоа и ке биде, бар од мене, а за другите не можам да кажам ништо, али за мене, пензија ми е многу мизерна и така не е битно тоа, а они прават све против народ. Против граѓаните без разлика на вера, нација и боја коже, само да уништат сиромаштијата, да не постои, да ги вработуваат нивните деца гледат, а за нашите нека идат по странство. Кажете ми, еве, дали вие како потрошувач осетивте бенефит во однос на оваа антикризна мерка за гарантирана цена на одредени прехранбени производи? Требаше да остане таа за гарантирана цена и тоа е висока, затоа што 50 центи е милка чоколада, пример само да ви кажам у Германија, или на Косово е поевтино. Така, благодарам многу. Исто така би сакале, еве, гледате и на екраните, ги повикуваме секако и експертите, а и гледачите, дали е според вас подобро сега да ги намалиме оброците или да ги прескокнеме? Што предлагате, еве, каде го гледате решението со оглед на тоа што завршува мерката за гарантирана цена? Добар ден. Добар ден.
Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Јас сум? Да, ве слушаме, повелете. Па добро. Па вака, јас не знам и шо беше то за гарантирана цена, бидејќи цените и онака бе високи, а вака јас не знам па до кај ќе одат. Колку високо ќе одат. Зошто? Само затоа што народот располага пак со истите пари, со кои што располагаше и порано. И сега, ако тргнеме по онај законот на побарувачка и потрошувачка, јас мислам дека цените не би требало да бидат Бог знае колку повисоки, а некои може ќе бидат и пониски. Зависи од потрошувачката. Ако не се троши нешто, то мора да излезат цените. Верувате ли дека проблемите ќе се решат со законот за нефер трговски практики? Со инспекциите? Да. Па, инспекциите треба да работат и да видат дали е нешто нормално или ненормално. Треба да проверат со која маржа работат трговците и, фала Богу, да ги удрат по уши. Например, ако има повисока маржа, да си плати повеќе порез. Па, танте ќе му дојди на трговецот, мене ми се чини. Нема да вчари ништо. Само исто да ни кажете како совет, дали е подобро да ги намалиме оброците или да ги прескокнеме? А зошто да намалиме? Ќе јадиме она што мора да се јади, ќе се јади. Што ќе прескокнуваме? Ништо. Така, благодарам многу за вашите одговори и учеството си како во црвена линија. Секунди. Благодарам многу за учеството уште еднаш, продолжете да не следите. Втор пат ми е што ве добивам, само ова да ви кажам. Ајде да слушнеме што ќе ни кажа. Втор пат што се јавам, првиот пат кога се јавив, сите ми дадовте поддршка и благодарност од целата ваша екипа. А ќе покушам уште еднаш да ве добием. Како во последното, се извинувам, повторете уште еднаш? Прв пат кога се јавив, сите ми дадовте признание од вашава телевизија за реално и коректно кажување, а сега повторно ќе се јавам, или ако можам да продолжам, само да продолжам марно, ако не ќе се јавам повтор пат. Продолжете да го вратиме тајмерот, бидејќи сега конкретно слушнавме какво барање има гледачот, значи добивате редовни 90 секунди. Повелете. Ви благодарам многу. За да се регулира пазарот, треба да се регулираат и личните примања на пензионери, на вработени во стопанство и на вработени во државни институции. Не може некој во државна институција каде вработените, односно економијата, вработените во фирмите кои го создаваат тој буџет на Републикава, да зимаат коефициент. Од порано, пошто јас сум бил и делегат во собрание, од порано беше коефициент 4 до 5%, може и 6% од минималната плата, односно ова, а просечната плата денеска ја создадува токму ова платите на функционерите и сите. Ако ќе елиминираме тие, тогаш да видиме колку е просечната плата на секој граѓанин. А во однос на оваа антикризна мерка за гарантирана цена, која што ќе заврши, дали вие видовте како потрошувач бенефит од истата? Јас ги видов сите и сите цени, ако треба на сите маркети ќе ви ги кажам. Добро, еве, дали сега подобро да ги намалиме оброците или да ги прескокнеме? Оброците и до сега се прескокнувани и ќе ги прескокнеме. Така, големо благодарам, еве што низ вашето искуство со гледачите споделивте како гледате вие на ова мерка и односно образложивте од ваше искуство дека може би колку што паметам, рековте дека дополнително ќе се намалуваат оброците. Како да одиме со вас? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте, повелете. Се јавам од општина Дојран. Голем поздрав до гледачите кои што не следат од таму. Исто и за вас, и за ваша цела екипа, ме интересира нешто околу пензиите. Ветува прво дека ќе биде 5%,
ова е 5.000 линеарно и сега пред крај месецот зборуват 5%. А со 13.000 пензија, дали лекови да купам, дали струја, дали вода и сите други церемонии, и дали ќе останат за јадење? Еве, кажете ми, дали ви беше полесно со ова антикризна загарантирана цена? Не сме доволни. Не. Ние во село живееме, а во град купуваме. И нешто ме интересира друго. Овие 3.000 што ги дава, дали ќе ги продолжат да ги дават или не? Еве, според вас, дали е подобро сега со завршување на мерката за гарантирана цена, како совет од вас, да се намалат оброците или да се прескокнуваат? Да се намалат? Што е ова? Не можеш ти да купиш 1000 динара, како 100 динара да се. Тоа ме интересираше мене, да прашам за овие 3.000 што ги дава како бонус, како да кажем, дали ќе ги продолжат да ги дават да се смести или не. Добро, благодарам Еве и што учествувавте и што го поставивте ова прашање. Ние одиме понатаму со вас. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако. Дали нивното постоење го оправда овие антикризни мерки? Така се. Прво мора да кажам дека со ова што беа замрзнати цените имаше некаква корист. Бевме сигурни дека лебот и сите останати производи кои што се лимитирани останува така. Меѓутоа сега кој ќе гарантира дека трговците ќе работат правилно према закон и пропис. Овде комисиите ќе одат под дуќаните, а нема закон за тоа дали може да покачи, дали не може да покачи. Меѓутоа посигурно е... Според вас законот за нефер трговски практики нема да го реши овој проблем? Апсолутно нема да го реши, затоа што трговците се безобразни, не сакаат да работат по закон и слово, меѓутоа работат по свој интерес, да заработат повеќе, да земат денар повеќе од потрошувачот. Значи тоа е тоа. Меѓутоа јас друго ќе речем. Сега ќе мораме, јас некој пат во вашава емисија го кажав тоа, да го ние возрастните прескокнуваме до ручекот и вечерата, само ручек, а на децата ќе им дадеме само доручек и ручек. И така на некој начин да може да се компензираме, да дојдеме до крај на месецот, значи да не останеме, што се вика, ептен гладни. А секако во дуќаните ние купуваме оно што е најевтино, најнеквалитетно. Значи, оно што викаме, нека е и лошо, само стомак да е полн. А тоа фактички само ни го упропастува здравјето, не ни носи никаков бенефит. Така, големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина од Рачиново. Голем поздрав и до вас. Пајте да почнеме вака со совет од вас до јавноста. Дали е подобро да ги намалиме оброците сега или да ги прескокнеме? Да, види, има една категорија на граѓаните што одавно ги намалиле оброците. Затоа со 12.000, 9.000, со 13.000 одавно ги намалиле. Дури нас сега се будиме на тоа. И сега е прашањето дали ќе прескокнат цените или дали има некој надзор над нив. Не. Знаеш зашто нема? Затоа тие маркетите кои ги имат и представници од влада. Не може приватњак да има такав маркет. Јасно ми е. Заедно тоа јадат. И што јадеме, што купуваме, и тука е работава, што купуваме. Купуваме спе полест, ништо друго. Био, ништо нема. Затоа што сами не го правиме биото. И сега ќе дојде време, нели, за гласање. Ај малце да се мешаме и на тоа. И јас лично, како Хевзи од Рачиново, ќе гласаме за Германија, да дете ми е тамо, тој тамо ќе гласа и јас за него исто. И за Австрија, и за другото дете. Ајде, кажете ми лично како потрошувач, дали почувствувавте бенефит од оваа антикризна мерка за гарантирана цена? Како не, баш денеска 29 ги плаќав сметките
ќе плаќа 9300 денари и струја, и вода, и ѓубре, и не знам и 9300 денари. Мене ми останува уште 6500. Треба 31 ден да идеме на марш. Големо благодарам за вашето учество во ова издание на Црвена линија. Продолжете секако да не следите и секако не заборавајте и преку коментари, споделувања за темава да оставите коментар и на нашата Facebook страница Црвена линија, како и на профилот Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Продолжуваме со гледачите во живот. Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Поздрав и до вас. Па еве, дали вие почувствувавте бенефит од оваа антикризна мерка за гарантирана цена? Не. Значи, мене оваква интервенција на власта, која со ништо опипливо не реагира, значи, да ги среди овие дивења, за мене се неприфатливи, мислам. Значи, сакаме да правиме некои мерки, ама да плаќаат бизнисмените, народот да плати овој, а ние да се фалиме, да се китиме, па уни да бидеме, ние сме го направиле тоа. Ништо не направила оваа власт. Само зулумќарење и зијан над народот. Значи, ако толку се секира за народот, ќе ги покачаа платите, бидејќи нели сме у зона на инфлација. Значи, ќе ги покачиме платите, пензиите ќе ги покачиме, да си го држиме чекорот со цените, со дивењето на цените, а не вака. А еве каков совет ќе ни дадете на сите нас? Сега, од сега па натаму е подобро да ги намалиме оброците или пак да ги прескокнуваме? Таква работа, нека си намалуваат оброци и да прескокат тие што изиграваат власт. Тоа за нив само, за мене, според мене важи само за нив. Не може да они да ме натерат мене, ја, ако имам желба да уживам у храната или било што, они да ме ограничат. А иначе работата е што ние треба да ги ограничиме нив со ова дивење, бидејќи сега доаѓаат избори еве во 8 мај, па нека гласаат народот. Пак дојдете да гласат ако се будали. Има трета опција. Така, големо благодарам и вам за јавувањето од Црвена линија. Продолжете да не следите и понатаму да слушнеме останатите гледачи што ќе одговорат. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. И до вас, голем поздрав. Кажете ми дали вие лично како потрошувач го почувствувавте бенефитот од оваа мерка за гарантирана цена? Видите како нема да го почувствуваме, ама на лошо, не нарно. Ако викате дека се намалени цените, нема врска, идете 400 динара кило сире, 700 динара кило кашкавал, што може да го сонуваме само. Или па ако станало акција, минало времето, ако ќе земеш, ако ќе пресечеш, унатре има точки, мувла. Тие ги продават на акција. Народо е, значи, доведене е до дното. Од каде? Да прескокнат оброк. Да прескокнеме ние возрастните, ај навеќе не треба да вечераме. Ама што ќе рече кога дете кој ќе сака млеко или дошол младенец излегол дошол, дај да вечерам, дај да доручкувам, дај да ручам. Како не се сраме, па го слушам поранешниот да е премиер. Бурек било, порано немало сега, порано беше, ни 30 динара не беше. Ама сега, он ќе се фале со 2500 евра, како не се сраме на студентите да изавидува. Треба од 300 динара да нема подоле оброк на студентите. Тоа е нашата идеја. Ајде кажете ми, мислите ли дека ќе се решат проблемите доколку се појават со законот за нефер трговски практики? Нема да се подобре, затоа што кријат. Не кажуват. Нема да се подобре. Се на полошо и полошо иде. Фала многу Тина и пријатно. Голем поздрав до вас, големо благодарам секако и вам за учеството. Одиме понатаму, добар ден. Добар ден, ако се слушаме. Голем поздрав и до вас. Па еве да почнеме, вие каков совет би ни дале, како сега да правиме? Подобро е да ги намалуваме или прескокнуваме оброците? Па, за прескокнување тешко тоа, али за намалување може би. Него зборот ми беше еден пријат, как господин се јави, вика, не е задоволен од никакви кризни мерки и такви работи, дури тие 3000 што му ги даваат. Па се прашувам ја, дали он ги зима тие пари, ако веќе не е толку задоволен, не мора да ги зима тие пари.
и тие антикризни мерки. Дали вие лично како потрошувач почувствувавте бенефит од оваа мерка за гарантирана цена на одредени прехранбени производи? Па сега има нешто, не викам дека не може да не, има, не дека не, него тоа е тоа. Не можеме ние многу сакаме, ама толку е. Што да правиме ние? Не можеме да се мериме. А дали треба да се продолжи со мерката гарантирана цена? Па би требало, по моје би требало да се продолжи со мерката. Пак сега колку успееме, толку. Така, верувате ли дека ќе се решат проблемите доколку се појави анормно зголемување на цените со законот за нефер трговски практики? Да, со антикризна мерка, мислите? Молам? Со гарантираната цена? Па да, сега и ако има огромен порест на цените на тие производи, бидејќи таа мерка завршува, дали верувате дека со законот за нефер трговски практики ќе се решаваат проблемите? Па ќе се реши нешто, колку толку би се решило. Сега што да рече човек? Сега не може све да се реши, никогаш не може тоа да биде. Добро, благодарам многу и вам за одговорите во ова издание на Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Малку погласно ќе ве замолам. Добар ден. Добар ден, дали е тоа Љупчо? Точно. Да. Љупчо, мислите ли сега дека подобро ќе биде да ги намалиме оброците, да ги прескокнуваме? Не, вака ќе ти кажем една работа. Ја во мојот живот се водам по народни поговорки и за оваа ситуација користам две поговорки, а тоа е дека Господ прво себе си пуштил брада, па после на другите, и на волкот вратот му е дебел затоа што сам си ги реди работите, а не чека од другите. Знаете, кога ќе земете у глобала, граѓаните плачат, стопанствениците плачат, трговците плачат, сите плачат. Овие им се скапи цените, овие им е ефтино производството, овие не им се сплати да држат до маркетите, треба да дадат пари, трошкови и сето останат. И сите си плачеме. Меѓутоа, што е најбитната работа, што ние ова го баравме да дојде. Значи, прво треба да си признаеме дека овој систем, ово општество ние го баравме. Кога имаме државна диктатура, тогаш не ни се свижи што е систем. Баравне пазено стопанство, баравне капитализам. Го добивни, сега нема што да бараме. Најповеќе од оваа работа може да се најде чаре, единствено ако се вратиме на корењата. Ние бараме некој да ни даде нас ефтино сирење, ама никој не сака да чува стока. Под каде млеко да ви кажам право? Тој што го преработува млекото се жали дека има трошкови. Плати, струја, таму што ја знам, даноци, джиджи, миджи, Петко Јанко. И тој ви вика, не можеме да ти го дадам бадијала сирењето. А ние би сакале ако може бадијала сирењето. Еве да земеме сите, ајде да направиме приватно дома сирење. За да направите 1 кило сирење ви треба 5 литра млеко. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Сега ќе прочитам и дел од коментарите, сега кои ќе ве посетам дека можете да бидете активни преку коментари и да давате одговори на оваа денешна тема и на Facebook. Секако најнапред за следете на профилот Црвена линија. Еве денес низ секако нашата фотографија ја објавивме и темата. Прашањето е дали треба да продолжи мерката гарантирана цена. Кристијан Вангеловски напишал, ама тоа е најбитно, ни дали ќе бил председател, ама тоа е најбитно ние, дали ќе бил председател Албанез, дали ќе сме Северна или Античка, како да сме виделе нешто добро од тоа што сме имале македонец премиер или председател. Овие се секако во коалиција. Пак е гласа народ и тоа е. А Бојчо Трајковски низ фотографии даде коментар и одговор. 33 години, маркет Драгстор СДСМ и уште една секако објави фотографија. Бојчо Трајковски, 33 години, ДПМН маркет Драгстор. Како и да продолжите со коментари, не заборавајте да го дадете и одговорот на Инстаграм стори на денешната анкета. Дали треба да се продолжи со мерката гарантирана цена? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Па треба ли да се продолжи со оваа мерка гарантирана цена? Не треба да се продолжи. Ние имаме пазарна економија и не ни треба таква мерка. Меѓутоа, Благица Петрески кажа дека од таа мерка со гарантирани цени најмногу корис имале богатите. Што значи не треба.
А овој новиот закон што ќе го донесат за фер трговија, јас така го викам, ако функционира така како што е напишан, ќе даде резултати. Затоа што очигледно парите негде бегаат од производителот до крајниот потрошувач. Не е можно да има толку голема цена, поготово кога збориме за земјоделски производи. На толку давање субвенции да имаме толку скапи производи од земјоделско потекло. Значи негде парите бегаат незаконски. Некој се богати на грбот на производителот и на крајниот потрошувач. Нешто во извеѓу не функционира. А тоа е онаа голема маржа. Или некој поинако ја кажува, не знам. Значи, треба да се донесат поинакви закони во оваа проблематика и мислам дека на оваа тема што се работи сега на законот, дека е добар. А до тогаш еве еден совет, дали треба според вас да се намалат оброците треба или да да намалиме се оброкот, да го намалиме оброкот. Ја мислам дека не се толку гладни граѓаните во Македонија колку што се представува. Не дека нема гладни, има, меѓутоа не се толку гладни како што се покажува. Јас сум сигурна од виденото. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Поздрав и на до вас. Па еве, според вас сега како да правиме? Да ги намалиме опроците, да ги прескокнуваме? Па нема потреба да ги прескокнуваме. Значи, скоро кај секој се околу 2 до 3 оброци, а може да намалиме порцијата. И моje мислење, значи, се согласувам со излагањето на Љупчо, дека никој во Македонија не сака да работи, а сите сакаат ефтино да се храни. Тоа неке да може. Сега, што се однесува, порано имаше земјоделци со основно образование или без образование, кои што своите производи ги продаваа многу ефтино. Али сега нема такви земјоделци, сега се сите образовани и никој нема да му дае некому со ефтина цена да се храни. Мислам јас дека сирените... Дали вие лично како потрошувачи ве го почувствувавте бенефитот од гарантирана цена мерката? Да, моje мислење дека добра беше таа за гарантирана цена, затоа што трговците се, знаеме тие ланците на маркети, да не ги набројувам, да им правам реклама или антиреклама. Еден беше поранешен градоначалник на маркети, другиот олигарх, бизнисмен, и така да тие се... Треба ли да се продолжи со оваа мерка? Моje мислење дека треба да се продолжи. Така. Затоа што еве неколку месеци како успеа и трговци. Така, благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Добар ден. Поздрав телевизија Телма. Поздрав и до вас, па еве на почеток треба ли да се намалат сега оброците или да се прескокнуваат? Па не знам како да кажам, во овие мерки јас не верувам. Јас сум од Струмица, сега ќе ти кажам. Зејтинот за дијамант беше 70 денара. Многу каси гласот кај вас со 13 секунди. Каси тешко ќе се разбереме. Слушаме, продолжете. Значи зборов за зејтинот дијамант беше 70 денара, 70, сега е 73, 77. Значи нема никакво намалување, тоа е се лажа. Берлијан зејтинот беше 70, сега е мислам околу 89, околу 80. Значи нема никакви мерки, ова е се измислица. И сега што подсетите за субвенции, сега ќе ви кажам. Субвенции владата лаже, јас сум земјоделец, од Струмица субвенции за лозја немам. Значи нема, министро кажа уште пред 14, пред Трифун, дека се субвенција пуша. На некој има, некој нема. Во Струмица особено слабо има пуша. Значи што разговарат со други, со било министерство за земјоделие нема. Сега ќе кажам што за зелена нафта. За овие години само 2 пати имам зелена нафта. Еве ако троша биле например 1 литри нафта, значи јас давам 20.000. Веќе толку е покачена нафтата за што кажа дека ќе дава субвенција. Ајде, според вас треба ли да се продолжи со оваа антикризна мерка гарантирана цена? Не, добро да се продолжи, ама не верувам. Значи не верувам во мерка, значи нема кој да ги контролира маркетите. Ти кажам, значи верувате ли во функционалноста на законот за нефер трговски практики? Не верувам ништо. Добро, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Не, ево тето ово.
Голем поздрав до тетовчани преку вас. Па еве, да Фала почнеме Богу. со совет од вас. Прво да прескокнуваме оброци или да ги намалиме? Не треба сманиме цените. Ве слушаме. Не треба сманиме цените. Треба малце повише качуење. Поскапо да биде? Да, и цигарината, лебот, брасното, зетино, све. Зошто? Не зашто. Сите, дедите сето, видите како сврлjaат леп кон терени. Канти. Канти сврлjaат леп. Ова срамота, жива срамота. Сите сиромаси трчат берат леп. Јадене. Ајде, кажете ми, мислите ли дека ќе биде функционален законот за нефер трговски практики? Никад, не. Не. Не може. Ова е жива срамота. Ја имам 38 години, ниједен канта не идем, берем леп. Купуjem леп. Имам жена и сестра, оженен сум. Све. Никад не може да соберем канта леп. Купуjem, работим, све. Не знам што да кажем. Свите врляват леп, берат канти леп. Благодарам многу и вам за вашите одговори. Добар ден за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Па еве, да почнеме со совет од вас. Помалку оброци или нивно прескокнување? Помалку да обидат на инспекторите кои работат на терен, на граѓаните нека ги запрашаат како живеат. Прво нека видат како се работи на нива. Јас сум млад граѓанин на Македонија. Прво нека видат како се работи на нива. Потоа нека кажат колку треба да биде платен производителот. После да биде крајниот потрошувач колку треба да се продаде. Друго, срамота е ова што се прави. Кои мерки, која маржа, ова е богатење на сиромашниот народ. Дали имате видено колку кладилници, колку казини има во Република Македонија? Не Северна, затоа што Северна е самокупена. Ова е Македонија. Ние имаме најбогато историско место кое го продадовме за глупости. Ајде, кажете ми како потрошувач, оваа мерка за гарантирана цена, дали видовте бенефит од неа? Никаков бенефит не видов, јас само видов поскапување. Каков бенефит да се види? Кога секој ден цените растат. Ова е катастрофа од држава. И после младите ќе ги задржат. Кои млади да ги задржат? Еден производител, доматот го купуваат, од производителот го купуваат за 5 денари, а на тезга го продаваат 100 денари. Како? Кај завршува тоа? Претходниот гледач го слушам дека се фрла леп, точно дека се фрла леп. Ама заборавивме дека нема повеќе средна класа, има само сиромаси и богат. Стварно е срамо. Јас имам 31 година, на 31 година. Благодарам многу за јавувањето и подсетување, само внимавајте на тајмерот 90 секунди одбројува за секој излагање, доколку сте во можност завртете го повторно, се разбира нашиот број, добите свој нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден, господине Тале. Ке почнеме со еден совет од вас. Кажете ни дали е подобро сега од сега да ги намалуваме оброците или да ги прескокнуваме? Мислам дека најдобро е строг пост и онака ќе се испраксираме за великденски пости и ќе не биде поблагодатно, ќе немаме масноти, поздрави и по богоугодни ќе видиме. Ајде, според вас како потрошувач, дали имавте бенефит лично од оваа мерка за гарантирана цена на одредени прехранбени производи? Ова власт на ДУИ и на СДС, кои ДУИ за 20 години, СДС за 30 години голабарник не изградија, како сакате да имаме добра економија и добар живот? Абе, треба фабрики, треба индустрија, треба економија да се создава, а не вештачки мерки некој таму. Ова не е диктатура, ај сега забрана ваква, забрана таква. Треба економија, производство, фабрики. Што правиме што 90% наше македонско поле е прелом. Купуваме граф од Казахстан, ориз од Кина, не знам, књаз Милош вода. Немаме наши македонски води. Јас некој го слушав Додик во дуел како гостин ке Путин. Додик вика зголемена смртност
од сиромашен ураниум во Босна и во Србија, а овдека се пија босанско-српско млеко со сиромашен ураниум и после болни деца од рак чимаме од македонско млеко наше не се купува, се уништува. Треба ли да се продолжи со мерката гарантирана цена? Треба да ова власт да замени, да имаме добри економисти, добра влада која ќе отвара фабрики, ќе прави добра економија се. Така, благодарам многу и вам за учеството. Ајде малку и кај коментарите, ќе ве подсетам секако да го заследите профилот на телевизија Телма на Facebook. Виктор Петков еве што има напишано во однос на темата за која што зборуваме со вас. Проблемот е сериозно комплексен, сериозно нарушување на бројчаната состојба на носителите за производство, ланците, изворите на снабдување, истовремено пореметени количини и вредности на понудата и побарувачката, капак дискутабилна организација и дистрибуција, сето наведено е непозната со 6 непознати. Хит, Родос, Хик, Салта, да видиме кој ќе го реши ова. Имер Хода и напишал, не треба и онака цените не се гарантирани. Чичко Ацо напишал, еу за тебе ептен се погоди, плати покачени 30%, артикли 100%. Кјар до коленици, зијан до гуша. Како да е, дали треба да се продолжеве со мерката гарантирана цена? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Видовте ли вие како потрошувач бенефит од постоењето на оваа антикризна мерка? Тина. Да, ве слушаме. Ако сакате да направите гарантирани цени, тоа со комисиите пред ова да биде и пред законот за гарантирани цени, требаше нечујно комисија да помине низ маркетите и да ги прибележи тие цени на сите артикли од прилика најпотрошуваните и да излези владата со изненадно замрзнување на цените. Тие разгласија че замрзниме цените, овие млекото беше, ете еден пример, ти нема многу време, 80, пред време тие го направи 100. И кога дојде комисијата, да рече, ко каже владата, ги направи 100 денари. И што добивме ние, значи унапред тие си резервира. И јас мислам дека еве и после тоа, дека после утре први, кај ќе одаат подалеку цените. Каде? Не може поќе. Нема сила, немаш да имаш, нема да потрошуваат. Така да мислам, ова замрзнување на цените џабе беше од ова влада. Второто што сакавте да прашате дали да не јадиме. Па јас, ајде малце во шала, дури го научив магарето да не јадиме цојиса. Значи и така и ние сега, откажи се од доручик, откажи се од ручек, другото што ни останува, малце шали чиски. Дали тоа значи дека ќе бидеме една, можеби, најфит и најтенка нација? Не ви го разбрав прашањето, али добро. Та дали ќе бидеме еве тенки и ќе немаме проблеми со вишок од килограми како нација? Благодарам многу за учеството, продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас и до телевизија Телма. Видете вака, се сложувам со претходниот гледач, дека го научил магарето да не јаде, тоа псовисало. Така е, секогаш така било. Јас сакам да прашам, ако ги прескокнеме јадењата, добро, ајде прескокнеме, да прескокнеме некоја сметка, што ќе не најде? Одма на другата камата ќе ни става, така? Не иде така, значи, не е со прескокање на јадење или со намалување на порција или не знам што да речем таму. Него оваа кум влада, јас се крстам кум влада, значи само си дава имиња на некои закони. Намалување на цени, загарантирани цени, не знам сега ова како се вика новиот закон сега што ќе го направат. Ова кум 1, 2 и 3, сега не знам кој го даде ова име. Ајде, вие како потрошувач лично почувствувавте ли бенефит од оваа мерка? Не бе, како ќе почувствувам јас бенефит од кога кило сирење беше 380, па 400, па 500, па 600, кој е тоа поевтинување? Имаш покачување на сирење, во го се фатев ја за сирењето, не е битно, а плата пензијава се покачува 4,3,5, колку е?
Со што ќе јадеме или со што ќе прескокнеме? Што да прескокнеме прво, не знам. Дали да прескокнеме јадење или да прескокнеме идење у продавница или да прескокнеме преку прак или ича не излегуваме да купуваме. Седи дома, што се нашло тоа. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте, да. Видете, за цениве да кажам една реченица. Пример. Патлижан, одам во нивата да наберам патлижан за да го продам на пазар. Појдов таму троје. Викам, што е сега тоа? Одам во другата нива, кај што сме саделе таму, викам, граф ќе наберам и да го продам. Одам таму исто трње. Се враќам назад, ни патлижан, ни ова, ни граф, ни ништо. Сега нешто го носам скапанон од надвор и се одлучив до 11 сатот да спијам, во 12 ќе се разбудам, нешто ќе каснам, зелка што ќе најдам нешто, ќе соберам. И во еден сат пак ќе легнам, до другиот ден до 11 ќе спијам. И со едно јадење то многу малце, ете така, си го реши проблемот. Овие што е водат државава, го одра народот скроз. Тие не мислат за развој, не мислат за народот, само преку цени, преку плячка, преку мархуани, кога цела полиција е вклучена во Арамбилук, да се тепат дури меѓу себе, за дроги за ова зона, не мислат развој на државата, не мислат национална развој на национални работи, гледаш, ги укинуваат и тие, зато луѓето бегат надвор. Ова држава сака да ја распаднат, да ја распустат. Благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Ајде, поштовање, Тина. Голем поздрав до вас. Вика, ги повикуваме експертите да дадат совет. Кои експерти? Треба странските експерти, тоа што зборам. Нашите експерти беа само за плати качување. Да имаше експерти во овие 33 години Македонија до ова дереđe немаше да дојде. Ова е сериозно прашање. А гледам као иронично, као подсмех го свативне ние луѓето. Допрва ќе видиме утре цените кои ќе се качат и допрва уште поиќе ќе се качат. Ајде, верувате ли дека ќе се решаваат овие покачувања со законот за нефер трговски практики? Не. Џабе Сладко Решив беше Бектесели, како се викаше, да. Сладко Решив. Нема ништо да се рече. Експерти од страна како да се оправи Македонија. Ова е сериозно прашање. Еден куп теми, младите ни бегаат. Морталитетот ни се зголемува, наталитетот ни се смалува. Ајде, дали според вас треба да се продолжи со оваа антикризна мерка? Џабе, пред неколку дена кажа, требаше. Џабе, кој слуша? Кој го слуша народот? Само кој ќе треба избори ќе му одат пенкалци, тентерат ќе му делат и упалјачи. Од страна некој ова сериозно го мислам. Сперти, една емисија имам уште 15 секунди. Имате новинари, потикнете некој меѓународно право, помош да побараме од некоја држава, 10 години да ни управува закони да ни донесе. Да побараме помош од надвор. Добро, благодарам за учеството. Продолжуваме со реклами. Ајде сега да погледнеме Инстаграмџи како одговорија на денешната анкета. Тука нормално уште еднаш ќе ве потсетам задолжително да не заследите веќе во утрешното издание на Црвена линија да бидете меѓу оние кои што ќе даваат одговори на нашите анкети. На прашањето денес, дали треба да продолжи мерката гарантирана цена, со да одговорија 87%, со не одговорија 13%. Она со што ќе продолжиме по завршувањето на Црвена линија е секако местото каде што ќе биде загарантирано добивка. Тоа се подразбира дека некој од вас денес секако ќе може да добие нов телевизор, но меѓу другото и многу други вредни награди. Загарантирано задоволство, повторување на знаењата, обновување на знаењата, а може би совладување на нови. Како и да е, во добро расположение ќе бидете доколку останете со мене. Тоа значи дека сите вие кои што учествувавте во Црвена линија, топло ве поканувам да останете со Телма и со мене и едноставно повторно да го завртите телефонскиот број. Ајде на брзина да ве подготвам, односно да ви подкажам неколку прашања.
Рита Ора е британска пејачка, по потекло е албанка, а родена е во... Тоа е едно од прашањата. Во кој месец започнува зимата? Ке има и вакво прашање во квизот. Колку кругови има олимпискиот символ? И еве уште едно прашање. Фред и Вилма Кременко од Каменград, кое животно имаат за миленик? Јас верувам дека ќе имам вас во голем број, некој ќе се освои нов телевизор и секако многу вредни награди. Се гледаме за кусо време.